Господин Милошовски, добро вечер. Добар вечер, благодарам за поканата. Ви благодарам за учеството, на вистина ги разбранувавте овие меѓународни, би рекол, води. Фотографирањето со знамето беше провокација или нешто што за вас е логична и нормална работа? Еве, веднаш на почеток. Планинарењето е спорт. Секој кој што ќе освои некој врв, без разлика дали во Грција, Македонија, на Алпите или на друго место, сака да се фотографира со символите кои му значат, без разлика дали се државни или историски, символи кои што може да обединуваат, но за жал во Грција се гледа низ призмата на еден ексклузивитет и на една, би рекол, тесна призма дека се што е поврзано со историјата на овие простори припаѓа само и само на Грција. И затоа сметам дека ваквата една реакција беше несоодветна, една хиперсензитивна реакција на грчкото општество или на политичката елита, која што е само одраз на таа затвореност и немање желба и капацитет да се сподели она што ни припаѓа на сите поширок во регионот. Имате ли други фотографии со знамето со сонцето од Вергина постирано на вашиот Facebook профил или на други места од вакви планинарења? Јас сум член на политичка партија од 1992 година, од моите 16 години, и од тогаш имам многу фотографии со овој символ, но како и да е, кога одиме на планинарење, без разлика дали одиме на Солунска глава или одиме на Титов врв или на Љуботен, се фотографираме со символите кои што нешто ни значат. Така што ова не е ниту прва, се надевам ниту последна фотографија со нашите историски символи. Но еве, Министерството за надворешни работи на Грција ви се заблагодари што сте се сликале со нивното знаме. Не ви препорачуваа тоа да го сторите во Македонија, бидејќи велат ќе сте ја прекршиле времената спогодба како официјална личност или подпредседател на Македонското собрание? Да се заблагодарам јас за вниманието од Грчкото Министерство за надворешни работи. Не очекував, но сепак ете грците знаат да бидат понекогаш и љубезни. Сметам дека е добро што ја споменале времената спогодба во својата реакција и се надевам дека времената спогодба не важи само за врвот на Олимп, туку и за канцелариите во Атина, и во Брисел, и во Букуреш, каде што Грција ја прекрши времената спогодба и со вето ја блокира Македонија за незиниот прием во НАТО. Исто така не блокира и за нашиот почеток на преговорите со Европската унија. Така што се надевам дека официјална Атина ќе најде и сили и капацитет да има своја реакција и свој официјален став по однос на пресудата од Меѓународниот суд на правдата во Хаг, која што беше базирана токму на времената спогодба и каде што Македонија освои кристално чиста пресуда. Се надевам дека овие ваши пораки ќе стасаат до официјална Атина. Еве за крај, лесно ли беше да се освои Олимп? Имате доволна кондиција? Па имаме кондиција, не е ништо лесно ако човек нема кондиција и нема упорност. Ако има желба и упорност, тогаш може да се освојат и планинските, и животните, и кариерните, и националните врвови. И затоа сметам дека Република Македонија, македонскиот народ, треба да продолжат да бидат упорни, да имаат желба и ние сите заедно ќе стигнеме до нашата цел, таму каде што заслужуваме, полноправна членка на НАТО и на Европската унија. Господин Милошовски, ви благодарам што бевте гостин во овој дневник. Ви посакувам успешни планинарски и политички нови предизвици. Благодарам.